студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите, насловите на денот. Премиерот губи надеж во преговорите за изборниот законник. Левица бара една изборна единица, СДСМ не прифаќа гласање по пошта. Ивановски обвинува за подземни договори на Филипче со власта. СДСМ одговара со контраобвинување дека е проект на Мицкоски. Продолжуваат превирањата во опозицијата. Граѓаните поддржуваат построг закон за пушење и се противат на брзите кредити. Вторден анкета на МКДМК. Јавноста чека одговори од полицијата, но експертите алармираат. Врсничкото насилство треба да го превенираат училиштата и социјалните служби. Која е формулата која ќе спречи нови инциденти меѓу младите? Горивата од утре со нова цена. Премиерот очекува поскапување. Токсичен чад во и околу Солун по пожарот кој пепло за фабрики и предизвика голема евакуација. Во овие вести наша анализа кој и што треба да преземе за да се намали врсничкото насилство. Останете со нас, почнуваат вести. Преговорите за изборниот законник се пред пропаст. По неуспешната координација во собранието, партиите остануваат закупани во своите позиции. Власта инсистира да се овозможи гласање на диаспората, опозицијата предупредува на можни злоупотреби, левица не отстапува од барањето за една изборна единица. Премиерот вели дека ВМРО-ДПМН е подготвен да прифати речиси се и една изборна единица и поголем буџет за помалите партии, само да се донесе изборниот законник и да се дозволи диаспората да гласа. Според него дел од партиите го блокираат процесот од страф од изборен пораз. СДСМ возвраќа дека не е против гласање на диаспората, туку против, како што велат, изборен грабеж. За нив и електронското и поштенското гласање без строга контрола отвораат простор за манипулации со гласовите на граѓаните во странство. Даниел Василев. Се поизвестно дека преговорите за изборниот законник ќе пропаднат по вчерашната неуспешна координација меѓу пратеничките групи во собранието. Партиите со различни гледишта на владиното барање за гласање на диаспората, но и на барањето на левица за една изборна единица. Премиерот вели дека не е оптимистот и преговорите би можеле да имаат позитивен исход. Уверува дека за ВМРО-ДПМН се е прифатливо само да и се дозволи на диаспората да гласа. Сакаат повеќе пари, добре, еве, помалку нека има за нас, нека има повеќе за нив и за тоа сме сложни. Сме сложни да има една изборна единица. Сложни сме да ги прифатиме сите барања на СДСМ и коалицијските партнери на СДСМ. Немаме никаков проблем. Ние сме спремни за се да прифатиме, јавно кажуваме, и една изборна единица, и поголем буџет за тие партии кои што не се во ние 4. Нека има, нека се рекламираат, ако им дошло до парите, еве, нека биде и тоа, само да го поминеме на изборниот законник, но очигледно дека таму кај тие политички партии свесни за поразот на следните парламентарни избори постои страф и се обидуваат да го бойкотираат за да не испорачаме 10 од 10. За СДСМ, идеите за гласање на диаспората преку електронски пат или поштенски пат е само обид за изборен грабеж. Велат, лага е дека СДСМ е против диаспората да гласа, туку се против Мицкоски да гласа во име на диаспората. Сведоци сме на нов обид за изборен грабеж со гласовите од диаспората на шефот на организираната криминална група Христијан Мицкоски. Откако се спротивставивме и го блокиравме нивниот предлог за електронска кражба на гласовите од диаспората поради огромниот ризик од злоупотреби, сега се бара алтернативен метод за остварување на истата цел. Очигледно е дека ВМРО-ОКГ нема намера да се откаже од злоупотреби и манипулација со гласовите на над 200.000 граѓани од диаспората. Замената на електронското гласање, без никаква контрола, со писма по пошта, без притоа ДИК да има можност да го регулира со консензус, не е гарант за безбедноста и контрола на слободно изразување на волјата на граѓаните, туку нова можност за изборни манипулации и нерегуларности, велат од СДСМ. Левица пак тврди дека премиерот и неговата ВМРО-ДПМН ја лажат. Уверуваат дека причината за блокирањето на изборниот законник е една изборна единица која според нив го руши комфорот на големите партии, го намалува ефектот од изборниот инженеринг и создава поправеден политички надпревар. Една изборна единица и нов изборен законник беше причината поради која работната група воопшто беше формирана. Една изборна единица не е ново барање на левица измислено преку ноќ, за неа се говори со децении.
Таа стои запишана дури и во партиската програма на ДПМН. Пред само една година, Мицкоски лично апелираше за незино имплементирање како вистинска демократска реформа. Денес, истата таа идеја не само што ја нема во предложениот текст на законикот, туку целосно исчезна и од речникот на ДПМН. Наместо реформа што обезбедува вреднување на секој глас, јавноста се занимава со тема која вчера не постоеше. Најголемата измама на која ДПМН инсистира е дека електронското гласање на дијаспората е најважното прашање за македонската демократија. Не е и никогаш не било. Таа не е препорака на Опсе Одихара, не беше ветувано, ниту пак беше причина за формирање на работната група. Тоа прашање беше вметнато буквално на самиот финиш на работата на работната група и нешто за кое не постои консензус, велат од левица. Од евентуално носење на една изборна единица најголем бенефит би имале помалите партии, бидејќи речиси без исклучок на сите парламентарни избори губат пратенички места поради поделеноста на гласовите според изборните единици. Во делот на гласањето на дијаспората, Франција и Естонија се единствените држави во Европа кои дозволуваат гласање по електронски пат, како првичното барање на ВМРО ДПМН. По пошта пак, својот глас можат да го дадат гласачите во 21 земја членка на Европската Унија. Европската комисија во својата студија за предностите и недостатоците на решенијата за гласање од далечина посочува дека гласањето по пошта им дава можност на гласачите кои се надвор од своите држави да гласаат, но и ги намалува трошоците за гласање, но и за гласање во области кои се далечни. Од друга страна, како недостаток се посочува можноста за измама или семејно гласање, како и зависноста од нивото на поштенските услуги. Вчера, пратеникот Милошовски прашан дали национални пошти имаат капацитет за вакво нешто, со оглед на тоа што новогодишните честитки пристигнуваат за Великден, рече дека за гласање по пошта би бил ангажиран меѓународен оператор. Даниел Василев, Сител телевизија. Јавниот настап на Игор Ивановски отвори нов фронт во СДСМ. По неговите остри критики кон председателот Венко Филипча, партијата возврати со обвинување дека зад платформата стои премиерот Мицкоски и дека станува збор за обид за слабење на СДСМ однатре. Од Бихачка тврдат дека Ивановски е дел од проект Знам 2.0, чија цел е да се подкопа партијата во момент кога според нив СДСМ ја враќа до вербата кај граѓаните. ВМРО ДПМН пак тврди дека СДСМ сами ги потврдиле сопствените внатрешни проблеми. Од владеачката партија велат дека Бихачка секој удар во партијата се обидува да го припише на Мицкоски наместо да признае дека судирот доаѓа од незадоволството во самата партија. Реакциите следат по гостувањето на Ивановски во тема на денот, каде тој зборуваше за средбата, разговори за иднината и упати директни критики кон Филипче. Според него актуелното раководство има подземни договори со власта. Игор Ивановски шема со јавниот настап во кој искажа сериозни критики кон председателот на СДСМ предизвика серија реакции на политичката сцена. Од партиското седиште го обвине Ивановски дека представува проект под назив Знам 2.0 и е директно диригиран од премиерот со цел да ја ослабне партијата однатре во моменти кога СДСМ ја враќа до вербата кај граѓаните, а ВМРО ДПМН опаѓа за повеќе од 150.000 гласови. Опозицијата тврди дека платформата на Ивановски во името на Мицкоски бара укинување на правото на членовите на СДСМ директно и непосредно да го избираат партискиот лидер на демократски начин. Сега истите тие луѓе кои беа дел од раководството и која креираа програмата со која се изгубија изборите, се јавуваат како спасители на СДСМ и бараат реформи, но не од внатре, туку преку притисок однадвор со вклучување на членови од други партии. Такво нешто не постои во светот само во циркус Мицкоски. Особено е абсурдно кога во оваа платформа се појавува и Славјанка Петровска, која во 2024 беше носител на листа и министерка во владата на СДСМ. Тогаш кога рейтингот е полош, за тоа е крив некој друг, а таа сега ќе прави реформи. Владеачката партија нова вели дека СДСМ практично сами се демантирале и ги потврдиле собствените внатрешни проблеми. Предвадена велеа дека ВМРО ДПМН и Мицкоски стоеле за овие платформи за денеска да се само демантираат и да потврдат дека ударите им доаѓаат однатре. Лагите и манипулациите кои ги ширеа кон ВМРО ДПМН и председателот Мицкоски се доказ за начинот на кој СДС ја води својата политика. Што и да им се случи, веднаш го вперуваат прстот кон ВМРО ДПМН и председателот Мицкоски, наместо да свата дека проблемот е токму во таа мала група на Венко Заев и неговите лојалисти кои узурпираат некога големата СДСМ.
Реакциите следат по изјавите на Ивановски кој гостуваше во дневникот на Сител, каде зборуваше за затворената средба, разговори за еднината и упати директни критики кон Филипче кој според него фундаментално се разликувал од СДСМ и не се снаоѓал како лидер. Ивановски ги отфрли тврдењата дека формира нова партија, но испрати остро предупредување до СДСМ да престане со конструкциите и заканите за исклучување на сопартијците. Да прекинат со дискредитациите и живувањето или сериозните конструкции што ги прават према луѓето на таа маса, на дел од луѓето на таа маса и нивните семејства. Или да размислуваат дека може да исклучуваат пратеници, градоначалници, основоположници на СДСМ е надвор од умот. И знаете, ако вака продолжат, или навистина ако го направат тоа, на крај ќе остане уште председател да се исклучи сам себе и последно да го исклучи светлото во СДСМ. Тоа нема да го дозволиме. Најтешкото обвинување го насочи кон партискиот врв и наведе сомнежи за соработка со партискиот врв со структурите на власта. Ивановски објасни дека неговата група нудела добронамерни сугестии и совети без да бара ништо за возврат, но од другата страна наишле на затворени врати и манипулации. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Граѓаните силно го поддржуваат ограничувањето на пушењето на јавни места и угостителски објекти, покажува вториот дел од анкетата на Market Vision за МКДМК. Анкетата покажува и силно негативен став кон брзите кредити и продавниците за пари. Речиси 88% од граѓаните сметаат дека тие се социјално штетни, создаваат зависност и финансиски проблеми и ја користат ниската финансиска писменост на населението. Вториот дел од истражувањето доаѓа по вчерашните резултати кои покажа убедливо водство на ВМРО-ДПМН и премиерот Мицкоски и по 2 години власт. Мицкоски денеска порача дека фокусот на владата останува на работа во интерес на граѓаните, додека како што рече опозицијата секојдневно шири лаги. Од СДСМ возвратија дека анкетите се нарачани за да се прикрие, како што велат, падот на рейтингот на Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Опозицијата тврди дека власта веќе бара алиби за предвремени избори, бидејќи економијата и буџетот се под сериозен притисок. Огромно мнозинство граѓани го поддржуваат законот за заштита од пушење, покажува вториот дел од анкетата на Market Vision за МКДМК. Речиси 84% од граѓаните се запознаени со законските измени, а од нив 68% поддржуваат да се ограничи пушењето цигари на јавни места и во угостителски објекти. 1/3 од граѓаните пак се против законските измени, кои веќе го поминаа првиот филтер во собранието, а конечно усвојување се очекува по амандманската расправа. Голем е бројот на граѓани кои имаат негативен став и за продавниците за пари и брзите кредити. Речиси 88% сметаат дека брзите кредити се социјално штетни и неоправдани, создаваат зависност и финансиски проблеми и ја користат ниската финансиска писменост на граѓаните. Во однос на вчерашниот дел од анкетата, кој покажа убедливо водство на ВМРО-ДПМН и Мицкоски по 2 години на власт, премиерот и денеска вели дека нивниот фокус останува работење во интерес на граѓаните, додека опозицијата секојдневно шири лаги. Кај најголемиот дел од македонските граѓани тоа не успева, тие се свесни дека оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН, работи, го остава срцето на терен во рамките на своите можности, се разбира кој работи може понекогаш и да сгреши, не може да сгреши само некој што ништо не работи, седи на страна и само се обидува да попречува додека некој друг работи. Така што ние ќе продолжиме да работиме, попатно е однапред се извинувам за некоја грешка што ќе направиме, се случува, само тој што не работи, тој не може да погреши, а тој што работи, тој ќе погреши понекогаш, но важно е да работиме и да го испорачаме тоа што граѓаните го очекуваат од нас. Од СДСМ пак вела дека анкетите се нарачани за да го прикријат слободниот пат на рейтингот на Мицкоски. Мицкоски поради собствените лаги во кампањата и сега додека ја води владата, толку многу го изгуби рейтингот, а криминалната организација ВМРО-ДПМН загуби преку 150.000 гласови. Мицкоски упорно бара алиби од опозицијата за избори, секојдневно инсистира некој од опозицијата да го предизвика на избори, иако факт е дека тој веќе ги има зацртано датумите. Не може повеќе да чека економијата и буџетот целосно да се урнат, како што предупредивме, кога ќе нема повеќе пари, односно кога ќе се исцрпи можноста за задолжување за криминални партиски тендери, Мицкоски ќе биде принуден да распише предвремени избори, стои во реакцијата на СДСМ. Истражувањето на Market Vision е спроведено во периодот од 10 до 27 јуни на репрезентативен примерок од 1200 испитаници. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.
Резолуција против историски блокади на патот кон ЕУ и против понижувачките гранични контроли за македонските граѓани е усвоена на Конгресот на Европската либерална партија АЛДЕ во Виена, соопшти ЛДП. Документот, поднесен од оваа партија и од партнерите од либералната мрежа на Југоисточна Европа, бара да запре практиката земите членки да го злоупотребуваат ветото за билатерални историски спорови. Европските либерали порачуваат дека пристапниот процес мора да се врати на јасни критериуми и реални заслуги, а не да зависи од политички условувања и од историски толкувања. Вториот клучен дел од резолуцијата се однесува на Европскиот систем за влез и излез, ЕС, и во него се предупредува дека кандидатските земји, меѓу кои е и Македонија, не смеат да бидат третирани како обични трети земји, бидејќи тоа создава административни застои, долги чекања и понижувачки третман за граѓаните на границите со Европската унија. На Конгресот на АЛДЕ работиме за тебе. ЛДП е првата македонска партија која доби европска поддршка за итно решавање на проблемот со долгите чекања по границите, кои што се апсолутно понижувачки и недозволиви за да ги трпи македонскиот народ. Воедно, на европско ниво се усвои резолуцијата дека фазната интеграција мора да биде мирлива и да дава одредени права согласно напредокот, а не да стане интеграција за втора класа. Исто така, државите мора да бидат мерени согласно критериумите за напредок и развој, кои што ги постигнуваат денес, а не согласно тоа дали некому му се допаѓа нивната историја или не. Јавноста чека одговори од полицијата, но експертите алармираат. Врсничкото насилство треба да го превенираат училиштата и социјалните служби. Која е формулата која ќе спречи нови инциденти меѓу младите? Горивата од утре со нова цена. Премиерот очекува поскапување. Насилството меѓу малолетниците станува се побрутално, а последните случаи повторно го отворија прашањето кој потврла во превенцијата. Тепањето девојче во аеродром, нападот со нож врз 12-годишник во Шуто Оризари, но и новите случаи од полицискиот билтен во кои малолетници крадат автомобили, возат мотори без дозвола, се тоа покажува дека проблемот одамна излегол од училишните дворови. Експертите предупредуваат дека возрастната граница за девијантно однесување се спушта под 14 години, што дополнително го усложнува системскиот одговор, бидејќи овие деца законски не сносат кривична одговорност. Полицијата најчесто реагира кога насилството веќе се случило, но превенцијата треба да почне многу порано во училиштата, стручните служби, центрите за социјална работа и во семејствата. Во живо во овие вести за оваа тема известува Зоран Јаневски. Зоран, што покажуваат последните анализи на ваквите случаи на врсничко насилство, дали тоа станува навистина сериозен безбедносен проблем? Да, според експертите ова станува сериозен безбедносен проблем. Насилството меѓу малолетниците, како што велат, станува се побрутално, сведочат за тоа настаните од претходните денови, тепањето на девојчето во Скопски аеродром, нападот со нож на малолетник во населбата Шуто Оризари. Меѓутоа и последните настани, односно од последните 24 часа, кога во полицискиот билтен регистрирани се случаи на кражба на автомобил од страна на 15 годишник, сообраќајка во која учествувал 15 годишник со мотор. Според експертите, загрижувачки е што се спушта старосната возрастната граница на лицата сторители на овие дела, бидејќи како што велат, малолетниците под 14 години практично и не сносат кривична одговорност. Според експертите, иако најчесто прстот се вперува кон полицијата како превенција, тие велат дека проблемот треба да го решаваат, треба да се решава во училиштата, стручните служби, меѓутоа и центрите за социјална работа. Клучно, како што велат тие, останува работата во семејството. Сите детали ги гледаме во прилогот. Од училишни дворови до улици, насилството меѓу малолетниците станува се побрутално, оценуваат експертите. Сцените од тепањето девојче во аеродром и нападот со нож врз 12 годишник во Шуто Оризари се последни во низата инциденти што ја разбудија јавноста и го вклучија алармот во институциите. Изразената изолација кај младите, дисфункционалните семејства, лошата социјална положба, според експертите, се основата на врсничкото насилство. Загрижувачки е, како што велат, тоа што се спушта возрастната граница за појавата на девијантно однесување, односно сторители се помлади од 14 години,
па законски не сносат кривична одговорност. Значи законот не предвидел санкција за деца под 14 години и ме загрижуваат мене лично фактот што делот на наркоманијата ни се спушти под 14 години, кој што исто така е еден битен криминоген фактор за појава на целото ова насилство кое што ни се создават во државава овде кај нас. Мислам дека затајуваат превенцијата генерално на сите. Ѓурчевски вели дека иако најчесто се очекува реакција од полицијата, тој како поранешен полициски началник потсетува дека улогата на полицијата е реактивна, односно постапува откако насилството е веќе случајно. Превенцијата, вели, треба да доаѓа од училиштата, стручните служби и центрите за социјална работа, но како што додава, во пракса институциите најчесто реагираат кога последиците се веќе видливи. Судот и Министерството за труд и социјална политика се овластени органи за одземање и на родителско право, доколку станува збор за запуштање, за негрижа на малолетно лице, за запуштање во воспитувањето и така натака. Полицијата не е надлежна да одземи родителско право. Но, исто така сум поборец и за санкции према родителите. Тоа е многу битно прашање, затоа што самото санкционирање на родителите ќе ја зголеми врската за воспитување и грижа за малолетните лица. Во меѓувреме, во полицискиот билтен и денеска се регистрираат настани во кои главни актери се малолетници. 15-годишник во Велес украл автомобил и удрил во зид, додека негов врсник од Неготинско бил тешко повреден откако паднал со мотор кој го возел без дозвола. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Горивата од утре со нова цена. Премиерот очекува поскапување. Токсичен чад во и околу Солун по пожарот кој пеплоса фабрики и предизвика голема евакуација. Горивата од утре неверојатно повторно ќе поскапат. Премиерот очекува дизел да се зголеми за околу 2 до 2,5 денари за литар, а бензините за околу 1 денар. Точната одлука треба да ја соопшти регулаторната комисија за енергетика. Мицкоски вели дека очекувањата за раст на цените се темелат на движењето на светските берзи, каде изминатата недела нафтата поскапела за околу 5 до 6%, а бензините за 2 до 3%. И покрај најавеното поскапување, Мицкоски тврди дека Македонија и натаму останува држава со убедливо најниски цени на дизелот и бензините во регионот. Врз основа на нашите калкулации имаме зголемување во текот на минатата седмица се извинувам, на нафтата, на светските берзи, отприлика 5-6% и благо зголемување на бензините за 2-3%. Очекувам да имаме зголемување околу 2-2,5 денари по литар за дизел горивото и околу денар за бензините, но сепак да почекаме утре регулаторната комисија да ги каже последните бројки, со што повторно остануваме и покрај тоа што станува збор за берзански производ, убедливо држава со најниски цени на дизел и на дизел горивото и на бензините. СДСМ соостри критики за ребалансот на буџетот. Од опозицијската партија тврда дека владата не нуди развој, туку нови долгови, повисок дефицит, поголема инфлација и поскап живот за граѓаните. Дебатата за ребалансот продолжува утре. Имаме и конкретни амандмани. Во делот на социјалната политика со нашите амандмани предлагаме зголемување на правото на попреченост и посебниот додаток за деца со попреченост. Повеќе пари во буџетот за социјалните услуги, за да нема застој во исплатите кои доцнат и по неколку месеци. Предлагаме обезбедување пари за прифатилишта на жртви за семејно насилство, бидејќи ништо не е предвидено. Зголемување на парите за демографските политики и за младите, обезбедување пари за Националниот сојуз на борци од НОАВМ и граѓаните поддржувачи. Кои се најголемите предизвици за малите и средни предпријатија? Има ли кадар, доволно пари за повисоки плати, но и можност за дигитализација и зелена трансформација? Кој потврла во синџирот и зошто цените на разумно растат? Тема на денот во 19 со претседателот на Сојузот на стопански комори Горан Ѓургиевски. Голем пожар во индустрија